Почитувани слушатели, денес разговор водиме со Панде Ашлаков од Овчарани, инаку член е на политичката партија Виножито, македонска политичка партија Виножито во Грција, а исто така Панде Ашлаков е градоначалник или понаше кмет во селото Овчарани. Ние го побаравме Панде Ашлаков, или како што му е презимето спрема грчките институции Анастасијадис, заради тоа што во изминатите неколку месеци или недели се води една така речи војна за воспоставување на македонскиот јазик во ова општина каде што Панде е градоначалник. Панде, добро утро. Добро утро, добар ден да сите македонци, сите слушатели што не слушат, да сте живи и здрави, да се бориме за тоа што го имаме, за нашето. Да кажа два збора за воа што се деси пред 2 недели, на 26.3. Побаравме од владата грчка и од Министерството за образование да ни се даде право да се учи мајчиниот јазик, што ние го кажуваме македонски, тие кажуват нема таков јазик. Спрема Европа пиши на еден член што има подпишано Грција на 21 и 22 члена што има во Европска заедница, и за јазици што не се признати од државата мора да се даде право на народот да се учи јазикот. Тоа го имаме поставено и чекаме одговор сега од грчката држава. За тоа да го направите, Панде, требаше да соберите петиција, подписи. Имаме тоа подписи, тоа ние се чекаме одговор писано да ни кажат што и како е процедурата од сега унака. Што барате вие да се направи со вашето барање? Барањето ние прво да се пишат топонимите и местата на 2 јазици, старо македонско и на грчко. Од и старо македонско за нас е Овчарани. Така? А за грците е Мелити. Училиштето да пише да пише училишта Мелити, Овчарани. И да се учи македонскиот јазик. Тоа што не го барам лично само јас, имаме туа 2.500 народ. Народот си го бара со подписи. Не го бараме лично, Пандо го бара и готово само Пандо и од тие кмети и од тие таков. Народот си го бара. Така, нашиот народ. Да, македонскиот народ. Не ми е јасно, сакам да ни објасниш малку повеќе, поопширно. Македонскиот јазик да се учи како предмет или пак на македонски јазик да се учи во училиштето? Ние бараме да влези македонскиот јазик да се учи како на училиштето на почеток барем 1 сат дневно. Живеме во оваа држава што се вика Грција. Грчкиот јазик ќе биде државен јазик. На тој мора да студират на повисоко. До 6-то делење, барем до 6-то до гимназија, да се учи македонскиот јазик. Седне, ако сака човек да го учи македонскиот јазик на факултет и на такви, има на друго место. Ние барем да не се даде право да го учиме до гимназијата. Каков ви е планот? Сметате ли дека тоа Грција ќе го одобри или пак Европската Унија? Ако Грција ни одговори позитивно, тогаш на пато ни отворва за Европа. Да си бараме правото преку законот, тоа што има подпишано Грција, од има еден народ тука, што не е малку народ тој, да не кажуваме бројки колку истне, многу сне, и мора, како може да му дава на турците и на албанците да учат јазик. И на македонците не е признат и добро. И јазикот се зборува. Чим се зборува, треба да се одржава. Не е признат од Грција, вика, тој јазик. Кога рече дека им дава на турците и на албанците, прв пат јас барем слушам дека тие го учат
нивниот јазик во грчките училишта. Точно ли е тоа? Турскиот јазик нема прекинато да се учи. А албанскиот сега влегува во училишта во Атина, во главните градишта, таму што го барат. Тоа е други така. Тоа е за изненаден сум, да. Затоа што навистина Грција отстапила особено да влези албанскиот јазик, бидејќи тие имаат нери проблеми со областа горе Чемерија, како ја викаат. Да. А сега албанците отима населени, многу албанци населени, со тој начин влевга албанскиот јазик. Добро. Како населеници имат право вика да си го учат мајчиниот јазик. Ние немаме право вика. Тоа е нашето е да си бараме. Тие да ни кажат зашо, ако не ни го дадат, зашо да ни дадат писмено. Ќе чекаме месец, два и седне ќе си подржиме, ние ќе се обараме преку Европа. Вие сте член и на политичката партија Виножито, како што реков, нели? Да. И сме од првите члени на Виножито. Да, како стојат работите сега со политичката партија и каде уште на други места може да се побара македонски јазик да се учи во Грција, како предмет, еден саат барем, како што рече ти? Да, ние барем вака кој што гледаме, вие со, да речеме, костурчките и возенските, леринските места, да не кажам, сега како примерок ми се јавија многу кметови од многу места, да ми пуштиш како, на кој начин, на кој член си обараме правото. Јас пушти, да не кажам многу, на 10 кметови, што ги знам од тоа што го барат, му пусти на кој начин, што и како, за да можеме и ние вика да почнеме да не биде самоти. Тие се од Возен, од Костур и од Леринско. Да, добро, еве, пред мене имам тука и писмото дека на Европската Унија повелбата вели дека членот број 21 се наведува дека земјите членки се должни да ја заштитат јазичната разновидност во државата. Грција е членка, има уште, да, и е членка во Европска Унија, има уште еден член што пише на 22 и членот тој пише вака: и за јазици што не ги има признато Грција како јазик, што не ги има признато државата, не Грција, државата што се бара, има право, треба да му даде да се учи мајчиниот јазик. Бидејќи, Панде, ти си по-слободен и веќе си признат од грчките власти, во Овчарани станува секоја година панајѓурот за Илинден, кога се берите таму по 5-10 илјади македонци. Имате ли проблеми од оваа политичката партија Златна Зора? До сега немаше и неќе има од Овчарани едно село што е со 2.500 народ и е собрано, знае што е, знаат и тие од ако влезат тука што нема шанса и полицијата грчка не ги пушта да влезат, ама нема шанса да дојдат тука. Само се закануват со зборо и со такви работи. Да каже нешто друго. Сабота ние имавме 3 годишна за Нова Зора. Нова Зора, вестником, и е една златна рака што прави многу голема работа за нашиот народ тука. Почнавме од 5.000 вестници, стигнавме на 30.000 вестници и гледам младите, сите, од Солун, дур до Кожени, сите го барат вестнико. Оти да пише вистината, за жал, половината вестники е пишан на грчки, оти не знаеме да читаме на македонски. Тоа е големата грешка што ни забранија да се учиме на македонски. Добро, тоа е добро ако е и на грчки, меѓутоа тоа што се кажува е за македонците. Јас го гледам, го читам тој вестник, уредник е Мичо Јованов или Димитри Јоанио, така? Јоано, добро, да. Јоано, да.
околу 30.000, последниот пат Мичо рече дека постигнуваат 20.000 или повеќе. Добро е што се зголемува и бројот. Пред неколку време, Панде, прочитавме вест дека Павле Воскополос Филипов си го бара назад своето презиме, меѓутоа неговиот братучет Јанис го спречува во тоа. Кое е твоето мислење? За тоа презимето, да, и Павле, и големиот брат мој, ние почнаме и ние заедно тогаш. Сега сме на процедура да видиме чим Грција не ни го дава презимето узадиот и тој братчет му, да речеме Јанис Воскополо, мисла не може да одлучи. Тоа тамо одлучува Министерството. Чим не дава, мора да се бара преку Европа. Оти процедурата е да си бараш у државата, чим не добиеш, ке стегнеш кај нас, да си добиеш правото. Павле беше одбијан сега, нели? Да, ама сега не застануваме тамо. И ние, ако се одбиеме од тука, не ќе застанеме тука, ќе си бараме правото. Тока има подпишано. Не може една демократска држава, како Грција, да има само една нација народ. Ние сме државјани во оваа држава. Не сме нација Грци. Така. Од кај нас знае да бара државата. Кошо, за од сите што ќе име на некоја друга држава, законите му почитуваме. А тие не почитуваат за народа ништо, барем Грција, за нашиот народ. Панде, уште ова прашање и ќе го завршиме интервјуто. Сакам да ми кажеш колку е точна вистината дека некои наши луѓе кажуваат, а и некои весници пишуваат дека македонците зборуваат македонски, некои македонци додека дојдат до фотелјата, до столицата, после се кријат дека се македонци, како што е Јанис, брачетот на Павле Воскополос. Значи Јанис Воскополос зборувал македонски, а после не сакал да знае дека знае македонски. Има ли такви примери, такви луѓе? Вака ќе каже, јас лично јас да не рече, мора заради кмет што сум во Овчарен и недавно да се гледам со Воскополос. Воскополос го знае и јазико, не го зборува, ама кога ќе биде во хотелјата, си зборува на грчки. Ако му дојдат луѓе што не знаат, го зборува. Сега, ќе држи местото, кажува, сум грк, македонец, тоа е друга работа. Не можеме ние да му кажеме на Воскополос што и како, знае и тој. А заради хотелјата, мислам, може да некогаш кол Јанис што беше, да искористи, Јанис пратеникот, да искористи, имате право, вие македонците, кој ќе добие хотелјата или кој ќе добие местото како пратеник, одсетне го снемува. Уште, ако овчарани добија право да се внеси македонскиот јазик, кои други места имаат можност или шанса да добијат исто така во училиштата или школињата да се учи македонскиот јазик? Вака сега, леринските, да речеме села, леринските села со ше живи села, не се села, едно време беа села, сега се живи села. Сите лерински села 90%, мислам оти ќе го барат како јазик, мајчин јазик, чим ќе влези. Сега, за другите градови, не може да кажа, може да кажа, да си имат јавено кметој, како беше, шо беше, од тоа накај ќе се почне да се работи, да видиме првен шо ќе ни врати Грција, ќе чекаме месец време. Ако не ни врати, ќе знаеме патро за Европа. Добро. Лерински села, 90% лерински села ќе си барат. Воденско, јас сум бил во Воденско, во Воден, во Костурско и таму постојат во Негушко и таму постојат голем број македонци. Сите вие, јас зборувам за овие туе што се гледаме стално сега, што се од таму наке, дарек кај Воден може да се јават 5 села, 10 села, 20 села. За леринските села сите кметои викат Арно,
почнати, да почнеме и ние. Билки ќе добиеме. Билки ќе добиеме, викам. Викам, ако не почнеш, ако не се расплачи малото, мајката што е мајка, не вади чичка да нарани. И ние мора, ако седеме и кјутиме вака, добри, не ни дават оро, се збираме, можеме да се изборуваме македонски, па како ќе биде го, само ќе се изборуваме македонски, не треба да учиме, не треба да читаме ние. Да, во право си, еве години, јас како знам наназад, отпрвен се почна по панаѓурите само со оро, така? Така беше, така. Тоа добро е, тоа немаме такви проблеми сега, ти вика, осте и играт оро, не прават ништо друго. Сега му дојде тешко, барат, вика, јазик што не е признат. Абе, за вас не е признат. Не е признат како држава. Дали во јазикот се зборува, чим се зборува? Нема, вика, не е пишен. И е пишен, не се секирате. Добро, ви сакаме среќа и да успеете. Вие не барате ништо повеќе, туку да си го зборувате македонскиот јазик од мајката што ве родила и од бабата што сте слушале, дедото и од поназадните генерации. Како што Павле во едно интервју рече, јас до 6-7 години додека не појдов на скојлето не знаев грчки. Јас да кажам лично за мене. Да? Лично за мене, нашата фамилија не призна дедо. Јас ка порасна со баба. И баба ме носеше од таму кај што живеше, беше 400-500 метри школото. Ме носеше таму, му се враќаше од другиот пат дома. Абе дете, учи писмо и си црно, ќе те прави црно, поцрно сонцето од сонивјето. Мамо, инак зборува тамо. Мамо му викаше на баба. Да. Инак зборува тамо. Јас грчкиот јазик го донеси дома кај нашата куќа. Јас и големиот брат. Ние двата сме една година разлика. Ние го донесоме грчкиот јазик. Јас ми е жал што ќерка ми сега студира и ми вика, тато, оти на македонски нема, што ни верат вие туа во школото? На тато викам, ајде ќе одиме во Македонија, ајде ќе одиме во Балкано да видиш оти овој јазик побогати од грчки. Ама оти ние кod деца не учиме. Ќерка ми е 20 години, ќе сега студира. За жал ми се страма за дето мое, што не може тука, барем до 6-то деление, да, до 6-то гимназија да биде, да се учи мајчиниот јазик. Да може да види телевизија, да може да фате вестник на рака. Ние сме да ме прости слепи на читањето. Ние читаме само на грчки. Панде, се надеваме дека еден ден, еве, ние по старски, така кажем, по селски, го скршити мразот како кмет на Овчарани и ќе те следат и другите, не правиш лошо на никому, ниту на државата Грција, туку бараш да се зборува мајчиниот јазик, мајчината култура, традиции, орото и песната. Тоа не е прекрашок. Има една предека друга што не ме праша која ме родија. Не ќе ме прашат која ќе умра. Нека ме остават да жива кој што сакам. Тоа сакам да му кажа на грците. Јас вие ми се родителите. Ако ме прашва, ако државата одлучуваше кои беа родителите, тогаш да нека ме контролира. Која не ме праша која ме родија, која не ме прашват која ќе умра, нека ме остават да жива. Добро, Панде, толку ни е времето. Ви благодариме за интервјуто што се јавивте и што слушнаја ова вест македонците од Лерин, од Костур, од Воден и од Битолско и од сите краишта на Македонија што станва таму во Овчарани. Поздрав на сите, да се гледаме за убаво, сите заедно ќе постигнеме. Сите заедно ќе постигнеме негде. Може, татко ми викаше, дете, може јас да не вида, вие треба да видите. Сполајте многу на разговорот и ви пожелувам успех. Пријатно, сполај ви многу, поздрав на сите и кој има време и кога сакат да дојдат во
празникот на Илинден ние сме отворени до 15.000 народ. Секоја година сме да видат, да се видиме и одблизу, да се слушаме со многу, не си имаме видено. Се знаеме со некој не се знаеме, само се слушаме. Така, добро, ви благодарам уште еднаш и до слушање, Панде. За убаво, пријатно. Почитувани слушатели.